Почитувани граѓани, дозволете во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од тука од Кавадарци, да посакаме успешна манифестација и оваа година на Тиквешкиот Гроздобер 2024 година. Да посакаме богат род, задоволни лозари и добро вино од оваа берба. Производството на грозје и на вино е изложено на брзи промени, како и на условите на пазарот, така и на климатските промени, и токму затоа е потребно да се продолжи и понатаму со силната поддршка, со храбрите политики, со програми и мерки кои што имаат за цел раст и развој на овој сектор, за кој како држава имаме голем потенцијал. Изминатите години го поставивме овој сектор како еден од најприоритетните во делот на поддршката од владата и државата. Тоа е поддршка и за овој регион. За таа поддршка се бореа сите, и граѓаните, и пратениците, и испорачавме многу. Решававме напластени проблеми од пропаднати винарии и лјадници измамени лозари. Носевме револуционерни законски измени, програми, грантови, за да потикнеме една нова приказна на малите семени винарии. Постојано ги слушавме лозарите и носевме дополнителни мерки секоја година. Субвенциите станаа редовни и неселективни. Ги зголемувавме и издвојувавме пакети и во време на криза. Ја зголемивме поддршката и преку новите мерки кои што ги креиравме, како што е мерката за зелена нафта, која оваа година за прв пат е 100% со поддршка, односно лозарите добиваат 9600 денари по хектар. Интервентниот фонд, како наша нова политика и програма, авансната предвремена исплата на дел од субвенциите што за прв пат преку новиот модел се направи во 2023 година, за да парите ги добијат лозарите многу понавремено. За прв пат донесавме 10 годишна стратегија со јасни цели за развој на лозарството и винарството до 2033 година, а предходните 3 години интензивно се работеше, а на почетокот на оваа година предходниот парламентарен состав го донесе и новиот модерен и европски закон за виното. Цената на грозјето во последните 5 години е во постојан раст, но она што е клучно е соносењето на новиот закон за виното. За прв пат, благодарение на политиките на СДСМ, се овозможи за гарантирана откупна цена на грозјето. За прв пат, ова е регулирано со закон, ги штити лозарите пред се и предвидува обврски и казни за откупувачите. Законот води кон зголемување на цената на грозјето, а преку тоа и повисока цена на виното произведено во шишиња. Со новиот закон за виното од 2025 година ќе се изработува и посебна годишна програма за финансиска поддршка во лозарството. Ова ќе биде единствен сектор кој што благодарение токму на овој нов закон за виното ќе добие посебна државна и владина програма за поддршка на лозарството и новинарството. Законот го регулира системот на географски ознаки, организациите на производители, каде клучно влијание обезбедивме да имаат лозарите, гради препознатливост на виното, воведува стандарди и се усогласуваме со Европската унија. Претходно имавме 70 регистрирани винарии, додека со измените кои што се направија во 2019 година, бројот на регистрирани винарии денеска е неколку пати поголем, односно 260 регистрирани винарии со над нови 1000 етикети на вино, за кој потоа следеше и финансиска поддршка преку програмите за грант за набавка на опрема и за склучување на договори со стручни лица, каде што 140 винарии добија грантови од по 10.000 евра. Ке кажам повторно, благодарение и на пратениците, и на владата, и на министерството, овие нови програми е потребно да продолжат и понатак. Виното е на врвот и во однос на извозната вредност на нашите земјоделски производи. Денеска сме први во регионот и 13-та земја во светот по извоз на вино. Како резултат на политиките, расте извозот на флаширано вино и неговата цена, која што беше наша клучна цел. Ако извозот на флаширано вино во 2016 година е 22 милиони евра, во 2023 година е скоро дуплиран. Ако цената на 1 литар извезено флаширано вино во 2020 година е 1 евро, сега е 2,11 евра. За развојот на лозарството и винарството, доказ е нашата регионална лидерска позиција во искористеност на ИПАРД европските програми. Во последните 5 години најмногу проекти и најголема поддршка за модернизација и искористување на програмите, особено на ИПАРД програмата, доби токму секторот лозарство и винарство. Во делот на развојот на винскиот и на руралниот туризам создадовме можности и преку ИПАРД, но и преку националните
програми за поддршка и денеска сме сведоци дека малите семејни винарии не само што произведуваат вино, туку инвестираат и во сместувачки и во угостителски капацитети. И тоа е една одлика токму на регионот и на теквешијата. На крајот, силно се посветивме во минатите години за поддршка на промоција на македонското вино преку сите меѓународни саемски манифестации. За прв пат од 2018 година драстично го зголемивме буџетот за поддршка на саемите и тој износ изнесува околу 1 милион евра годишно. Се со цел македонското вино да се промовира на сите континенти во светот. Затоа, за долгорочен развој на овој сектор, денес имаме за прв пат 10 годишна национална стратегија, имаме европски закон и сметаме дека треба да има континуитет на политиките и да продолжиме напред. Да биде овој сектор кој што ќе ги обедини сите и во кој што позитивните политики ќе продолжат, ќе се зголемува поддршката, ќе растат инвестициите во модернизација, во напредни технологии, во нови практики, се со цел подобар квалитет и на грозјето и на нашето вино, градење на препознатлив имидж и повисоки извозни цени, зголемен девизен прилив кој што денеска изнесува околу 60 милиони евра, но пред се зголемување на цената на грозјето и почитување на трудот на лозарите. Благодарам.